Убавината нормално е олеснителна околност во се, отвара многу врати, но не сме човекот да дозволи да остане само на тоа. Убавината не е за секогаш, но знаењето и суштината на некој човек, неговите идеи, визии, тие остануваат. Нормално верувам дека и повеќето слушатели, нели, луѓе се свесни за стереотипите кои што доаѓаат со самите тие избори за убавина. Македонија не беше запознаена со фактот дека јас ќе ја представувам. Тоа беа некои ризици кои што јас сепак сакам да се впуштам во нив. Всушност, кога подобро се запознав со самата суштина на изборот за убавина, особено на сцената на Miss World, сватив дека тоа е една многу моќна платформа. Нели, треба да се говори, имавме ние таму многу надпревари, имаше некои предизвици како head-to-head challenge, каде што требаше да говориме за нашата држава, за нашите проекти, каде што јас помагав на животните скитници. Би издвоила многу работи. Луѓето во Индија, нивната култура, нивната храна, нивното однесување. Моја огромна чест, нели, запознавањето со девојки представнички од 109 земји. Кога слушнав дека на правниот факултет се одржуваат тие ораторски вечери, јас без размислување одма се пријави. Здраво и добро дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во студиото на Сител подкаст денеска е Чарна Невзати. Добре дојде. Ви благодарам многу за поканата. Учествуваше на Мис на светот во Индија, беше пред неколку месеци. Какво е чувството? Чувството беше нестварно. Јас се уште, да кажам, се опоравувам од тоа. Навистина беше многу убаво и неочекувано убаво, всушност, затоа што нормално верувам дека и повеќето слушатели, нели, луѓе, се свесни за стереотипите кои што доаѓаат со самите тие избори за убавина. Морам да признам дека и јас имав некои стереотипи, дека тоа е само избор за убавина, нешто надворешно, нешто површно, и сметав дека тоа не е за мене, како студент по право, нели? Но всушност, кога подобро се запознав со самата суштина на изборот за убавина, особено на сцената на Miss World, сватив дека тоа е една многу моќна платформа каде што ние, девојките, мисиците, можеме да се изразуваме, да донесеме некои промени, да се слушнат нашите гласови и да бидеме гласот на оние кои што не можат да зборуваат, гласот на безгласните. И тоа за мене е многу битно и затоа ми беше особена чест да кажам, да учествувам на ваков надпревар и да бидам избрана како Мис на Македонија. Да, еве како дојде до тоа да бидеш избрана за Мис на Македонија, да представуваш нашата држава пред целиот свет, да представиш во најдобро светло или во најубаво, што би се рекло. Да, благодарам. И тоа дојде навистина многу ненадејно. Добив повик дека всушност во нашата група, нели, преку мојата модна агенција Max Models, се доби повик за учество на изборот за убавина, дека е добиена лиценцата за Miss World и да се пријават девојките. И со оглед дека лиценцата беше добиена многу доцна, немаше време за организирање на класичен избор на Мис на Македонија, како што беше пред година дена за Мис на Universe, но сега беше добиена лиценцата за Miss World. И се пријавив јас и уште девојки и бев избрана јас. И сепак одлучив да се пријавам затоа што имав чувство дека тоа е една многу важна платформа и дека можам да, нели, првенствено да ја покажам мојата држава во најдобро светло. Потоа побарав дека Македонија нема учествувано на Miss World повеќе од 10 години. И навистина тоа ми беше мисија јас да ја представам Македонија, да се слушне за Македонија, македонскиот јазик, култура, историја. И јас да ја носам таа чест и затоа се пријавив на тој надпревар. Колку време се занимаваш со моделството, со ова професија?
Па многу кратко, да кажам професионално се занимавам со моделството. Јас од секогаш сакав да се сликам, да се облекувам убаво, шминкам се. Така да тоа ми е уживање. Затоа и моделството го третирам како хоби. Почнав од прилика пред година дена. Имав некои многу убави проекти во кои што уживав, така што претежно го третирам како хоби моделството. Дали е тоа доволно период за да се подготвиш за учество на Мис на светот? Дефинитивно не. Не е доволно. Знаете како мисиците се подготвуваат со години. Јас комуницирав со девојките таму и тие беа мисици со година, 2, 3, некои дури 5 години. И тоа е вистинско време за подготвување на представничка на една држава. Се прават секакви проекти, се запознава јавноста со тоа дека е некој мис на, дека е мис на Македонија. Знаете и вие, знаете и гледачите дека Македонија не беше запознаена со фактот дека јас ќе ја представувам, беше запознаена малку пред да почне самиот избор за убавина. Така што тоа беа некои ризици кои што јас сепак сакав да се впуштам во нив, затоа што сепак, да кажам, наградата е поголема од што е ризикот. Така што, што поголем ризик, тоа подобра награда. Така што, да, не беше доволно време, но јас се потрудив во најдобро светло да ја представам Македонија, да се вклопам, така што ете. Колку траеше целиот тој процес на подготовка и што беше присутно, зашто беше ти, токму таа која што беше избрана? Во колкава конкуренција? Со тоа колкава конкуренција не бев запознаена. Знам дека беше испратен повик за учество и нормално се пријавуваа девојките, јас не бев вклучена во тој избор. Се среќававте, се гледавте една со друга, знаеше која ти е конкуренцијата? Не. Тоа се беше, да кажам, така и интерен избор. И нормално, мислам, луѓето кои што мене ме избраа беа запознаени со тоа како се облекувам, како се држам, која сум јас, која е Чарна, беа запознаени со, да кажам, мојата работа, моите интереси, моите идеи, со тоа дека сум направен факултет. И тие како луѓе кои што се запознаени со целта на Miss World, знаеа дека такви девојки требаат, дека треба некоја девојка со цел, со приказна, со некоја визија, затоа што, пак ќе кажам, не е тоа само избор за убавина. Сите се убави, има многу убави девојки, но треба да се говори, имавме ние таму многу надпревари, имаше некои предизвици како head to head challenge, каде што требаше да говориме за нашата држава, за нашите проекти. Тоа беше дел од мојот, да кажам, social work проект, каде што јас помагав на животните скитници. И не сакам тоа само да остане како проект кој што го направив еднаш, и тоа само за Miss World. И сакам, затоа и се впуштив, да кажам, во овој надпревар, во овие води, да кажам, во изборите за убавина, затоа што сакам да го продолжам тоа. Ова е за мене не е само титула, Мис на Македонија или пак круната, туку самата моја порака и самиот мој придонес во општеството. И свесни сме дека нашето општество се соочува со предизвици во хуманото постапување со животите и сакам да ја подигнам свеста кон тоа, да помогнам најмногу што можам и да ги сменам, да кажам, тие правења на аналогии дека е тоа животно, не е човек, такви аналогии како еден адвокат што имаше направено. Тоа е сосема
непотребно, непрофесионално, нехумано, затоа што да бидеш хуман, значи да бидеш хуман и кон секој човек и кон секое животно. Па и животната средина. Да, секако тоа исто. Најважното или можеби основата. Какво беше искуството? Сепак целата оваа манифестација се одржуваше во Индија, една подалечна, поразлична земја. Што е оно што најинтересно е вака можеш да го издвоиш од се што стекна како искуство таму? Навистина, да, Индија беше едно фантастично место, магично, чаробно. И нормално ми беше малку страф, затоа што е многу далеко од Македонија, сепак одев на скроз друг континент, но многу ми беше убаво. Навистина, би издвоила многу работи. Луѓето во Индија, нивната култура, нивната храна, нивното однесување. Потоа на моја огромна чест или запознавањето со девојки представнички од 109 земји, запознавање со нивните култури, дружењето со нив. Ние всушност таму бевме едно. И многу ми беше убаво и навистина тие контакти што ги остварив, се уште сум во контакт со тие девојки, тоа ми е од непроценлива важност. Да. Можеби не успеаве да освоиш некое високо место и така натаму. Дали тоа те разочара? Не. За мене на почеток беше победата, нели, мојот избор како мис на Македонија. Самото заминување, да, навистина. И мојата победа најмногу од се беше поддршката која што ја добив од Македонија, од македонскиот народ и пошироко. Морам да признам дека не очекував толкав огромен број на поддршка, но тоа најмногу ми значеше и во најтешките моменти и фактот дека бев на скроз друг континент. Сепак поддршката ми значеше многу, навистина, од семејството, од пријателите, од луѓето што не ги познавам, никогаш не сум ги запознала. Тоа беше еден момент на сплотеност и тоа за мене беше победа. Така, колку е присудна само надворишната убавина или пак има нешто многу повеќе што треба да го носиш во себе за да и таа надворешна убавина дојде до израз? Така е, токму така, треба да се носи нешто подлабоко. Убавината нормално е, како да кажам, олеснителна околност, нели, во се, отвара многу врати, но не сме човекот да дозволи да остане само на тоа, затоа што убавината не е за секогаш, таа проаѓа, но знаењето и суштината на некој човек, неговите идеи, визии, тие остануваат. Колку тој придонел до подобрување на општеството, во мој случај, моја цел е да ги подобрам законите, да го подобрам општеството, затоа што јас многу сум страствена за правдата. И сите мора да сме еднакви пред законите, треба да се апелира за една правна држава, владење на правото и навистина да, мора да се има суштина и токму и тоа беше суштината на Miss World. Затоа сите девојки представнички од 109 земји имавме наши Beauty with a Purpose проекти. И всушност ја користевме нашата убавина со цел. Така. Кога стана свесна за твојата убавина? Да, навистина ме интересира, бидејќи обично, барем од она што сме го слушале, оние кои што се вака истакнати со својата убавина, кои што се маркирани, обележани, издвоени како многу убави жени, девојки и така натаму, често знаат да изјават да кажат дека и не се свесни толку дека всушност надворешниот изглед е тој што освојува буквално. Дека дури на некој начин се разочарани зошто е тоа така. Дека сметаат дека поседуваат многу повеќе од тоа што е, нели, нивната убавина.
Епа тоа Постојано се гледаат кроз призмата на надворешниот само изглед. тоа, да. Епа тоа всушност да кажам се тие стереотипи кои што јас сакам да ги скршам и да докажам дека не е така. Јас растев во многу здрава околина и сите ми придонеле и всушност, како да кажам, ја подигнале свеста за тоа како изгледам јас. Нормално, јас исто така имав некои, да кажам, сомнежи, нели? Нормално е тоа. Сите девојки се соочуваат со тоа, нели? Да. Жени се. Така. Но треба да се научи тоа да се искористи со најдобра можна цел. И ете, токму е тоа за тоа што зборувам јас. Сакам да докажам дека не треба убавината да биде некој предизвик, нешто лошо. Дека само низ тоа ќе ги гледаат девојките. Еве, например, во правото. Правото како професија каде што е, да кажам, претешно машките се, да кажам, позастапени, мажите. Сепак, девојките имаат голема моќ, жените имаат голема моќ и затоа убавината треба да искористат во најдобар можен начин, а не како нешто што им смета или нешто за што треба да го кријат. Не, токму тоа треба да бидат посвесни за тоа и да ја остварат нивната цел и нивните идеи. Имаш неполни 20 години, веќе си доста успешна и во процесот, нели, на самото студирање, си трета година на факултет, на правниот. Да, сега треба да запишам, да. Така, на Јустинијан. Имаш учествувано и на една од најпознатите манифестации кои што се одржуваат настани на правниот факултет, тоа се ораторски вечери. Како дојде до тоа? Тоа ми беше огромна чест да настапувам на ораторските вечери во Пухан, а уште поголема чест ми беше што бев двоен победник. Но ќе се навратам на тоа и на мојата тема од говорот. Јас љубовта кон јавното говорење мене ми се разбуди уште во средно училиште, каде што таа љубов во мене ја разбуди и ја препознаа моите 3 професорки по македонски јазик и јас сум им неизберно благодарна за тоа, затоа што јавното говорење и зборот се многу битни за да се токму тоа што го зборувам, да се придонесе до таа промена и некој да те слушне, на вистина. Најмокното оружје, нели? Најмокното оружје, токму така. И кога слушнав дека на правниот факултет се одржуваат тие ораторски вечери, јас без размислување одма се пријавив и целиот процес на спремање, нели, подготвување на говорот, пробите, ми беа на мене на вистина уживав во нив. И ја избрав темата кој ја плаќа цената на војната и тероризмот. Тема која што, за жал, е се уште актуелна. Војната и тероризмот, нели, ние сме исто така сведоци, се уште се актуелни и добив еден коментар за тој мој говор, дека јас добро сум говорела, но таа тема не ни е битна тука. И токму тоа е проблемот, затоа што не треба ние затоа што сме тука, например во Македонија, да кажеме дека не ни е битно што се случува во Газа или во Украина. Не, тоа е тоа, да кажам, нехумано постапување и тој низок степен на хуманост. Треба да не интересира и треба да ни е гајле за тоа, нели? Затоа што тоа се сепак деца, невини цивили и никој не заслужил да страда на тој начин. И јас еве повторно би можела да го кажам мојот говор, но само би ги сменила бројките, би ги зголемила, нели, за жал. И исто така имав и чест во Белград, на правниот факултет во Белград да го кажам мојот говор и така. И таму го освои првото место? Таму учествував како гостин, викна, така. како победник, да. Се занимаваш со
моделството, учествуваше веќе на оваа огромна манифестација во Индија, Мис на светот, освои Мис на Македонија, но велиш твојата прва љубов и твојата цел е правото. Да. Како се гледаш еве во иднина? Зошто токму правниот факултет? Кажа дека си имала порив за правдина, за да се бориш со неправдата и така натаму и така натаму. Која е твојата цел? Каде се гледаш ти во иднина? Со сета убавина на дворешниот изглед, со сето тоа за кое што си свесна дека го носиш со себе. Да. Јас имам голема љубов кон правото и правдата и застапувањето на безгласните и сакањето да бидам глас на безгласните. И токму тоа мене ме мотивира да се занимавам со правото. Јас се уште не знам што конкретно би правела, после правниот факултет, дали би била адвокат, судија и така натаму, но сепак би била заштитник на правото, правдата и верувам дека сите правници требаат да ја заштитуваат, да бидат заштитници на правдата, да ја застапуваат еднаквоста. И јас, да кажам, еве со мојата убавина, знам всушност дека правото и убавината кореспондираат едно со друго. И еве колку различно навидум да изгледа тоа, Мис на убавина и правото, сепак се многу слични и заедно действуваат и така најубаво создаваат мок и ефект на промена, на подобрување. Колку ти беше обесправена со оглед на тоа дека се занимаваш со моделството и дека учествуваш на Мис на светот од општеството? Па јас за среќа се соочила ли со некоја таква не ситуација? сум се соочила, не. За среќа, како што кажав, имав толку убави коментари и толку голема поддршка што навистина луѓето беа многу среќни што некој што се занимава со правото ја користи својата убавина и да се слушне гласот, така што немаше предрасуди, немаше некои непријатни ситуации. Нормално мислам јас низ мојот живот сум се соочила со некои мали предрасуди, како убава си, лесно ќе поминеш или така, но тоа ми е мене незначајно толку, така што за среќа не. Интересно и навистина верувам дека ќе успееш во твојата цел. Која е да избереш професија за во иднина? Ме интересира малку повеќе во однос на искуството кое што го стекна во Индија, луѓето кои што ги запозна таму. Еве на што најмногу се воодушеви, на која од мисиците можеби највеќе се воодушеви? Какви беа тие? Во што се гледаше разликата од помеѓу вас? Па јас се воодушевив од сите мисици, не би можела да издвојам. Освен на дворешниот изглед, мислам на сето на што го поседуваат како квалитети, да, ужива во убавината, нормално тоа е неизбежно, особено на надпревар за убавина. Имаше ли фаворит? Па немам фаворит, имав некои девојки кои што мене, да кажам, ми беа особено блиски, во чија што близина уживав. Тоа беше мојата цимерка од Полска, која што стана и Мис на Европа и многу сум горда на неа. Потоа нормално девојките од Балканот, си зборевме исто на српски, на македонски, тоа беше навистина многу убаво, но најмногу ме воодушеви фактот дека не се само убави, туку секоја има цел, секоја има јасна и гласна порака и мене тоа најмногу ме воодушеви и ме мотивираше да јас продолжам напред и да продолжам, да кажам, со тоа мое действување и после, да кажам, мојата титула на Мис на Македонија. Интересно. Ги спомена животните и грижата за бездомните животни. Ние можеме да се пофалиме како држава или како главен град, еве Скопје, со огромен број на скитници, на животни. Да, за жал.
каде еве се гледаш себе си, во кој дел можеш ти да помогнеш со оглед на твоето образование, твоето искуство, желбата да им се помогне да се постапува малку похумано со сите тие животни, се гледаш ли никаде во некој проект? Во нешто што би можела да го работиш? Да, секако... Да промениш оваа слика, бидејќи навистина создава огромен револт кај популацијата, можам да кажам, поради инцидентните ситуации кои што се случуваат на улица. Токму така, ситуацијата навистина загрижувачка и токму во тоа се гледа дека проблемот е многу длабок, затоа што кога човекот може да го, да кажам, убие неговиот најдобар другар, тогаш гледаме дека проблемот е навистина длабок и навистина ќе треба многу време и труд тоа да се и најмалата промена да се види, но јас сакам и најмалата промена да се види, затоа што тоа е сепак почеток. Нормално, еве, јас сум на средина, еве, на моите студии и се уште се запознавам со правото, но мојата желба која што сакам да ја исполнам е да ги подобрам законите кои што ги заштитуваат животните, да се зголемат казните да бидат соодветствени на делото кое што е сторено. Навистина, мислам, работите кои што се сторуваат се гледа колку всушност хуманоста е на ниско ниво. И навистина скитниците се секаде, шелтерите се полни. Така што јас, еве, се трудам, стапувам во контакт со одредени луѓе за било какви посети на тие шелтери, но и донација, некоја инвестиција, но еве, јас сега се занимавам со тоа и кога ќе постигнам, да кажам, нешто конкретно, тогаш сигурно ќе го објавувам и на Инстаграм, ќе пробам што подалеку да допре тој глас, за да можеби, нели, надежно се подигне свеста. И да се промени целата ситуација, да, нормално. И колку еве како еден правник те разочарува овој процент кој што секојдневно го слушаме дека е многу низок, односно не цели 2%. Довербата во судството, да. Доверба во правосудниот систем во нашата држава, значи целокупен правосуден систем. Да. Да, тоа го дискутиравме и на правен факултет и на нашите предавања. Навистина понижувачка бројка, понижувачки процент. И до тоа довеле многу работи. И тие работи се правеле со години и години допринеле тој процент на доверба во правосудниот систем да биде на толку ниско ниво. И да, мислам, навистина, јас не сакам да дојдам тука и да кажам јас ќе направам промена, јас ќе сменам се. Јас признавам дека е тоа длабок проблем и дека треба да се тргне полека, од почеток. Исто така, јас како студент по право сум запознаена дека во многу од законите има одредени дупки, одредени пропусти, така што сите тие проблеми треба полека еден по еден проблем, еве, мислам, тргнувајќи од граѓанскиот законник, да се менуваат на подобро. Но исто така, нели, треба да се подигне свеста до, нели, секој секого спречува тука. Некој сака да допринесе некоја промена, некој ќе го спречи. Треба да се поттикне тој однос на соработка. Се со цел да се придонесе до некоја промена, нели, затоа што еве ќе се осврнам на нас младите. Ние не сме, да кажам, некоја пропуштена генерација што сака само да се исели од Македонија. Ние само сакаме нашиот глас да се чуе, нашите идеи да се вреднат. И со тоа полека да се почнат со некои промени. Тие промени, нели, не мора од почеток, еве, како што кажат, да бидат драстични промени, но ете да се покаже волја за промена.
Да. Тоа генерално вака владе помеѓу вашата генерација дека сте способни, подготвени и жилни за такви промени, се препознава ли лесно корупцијата, се препознава ли лесно сето она што се прави во општественото живење? Се соочувате ли со такви ситуации, лесно ли ги препознавате, реагирате ли, се спротивставувате на тие ситуации? Да, ги воочуваме тие ситуации, ги гледаме, но уште еден проблем е тоа. Не се спротивставуваме, не се спротивставуваат сите. Фали тој момент на сплотеност, затоа што еден глас, да, придонесува промена, но кога повеќе гласови, тогаш всушност тргнува промената. И од тоа најпрвен треба да се тргне. Од тоа потикнување на дружба, сплотеност помеѓу младите за почеток. Не треба да се сослуша, треба да се биде запознаен со одредени факти. И затоа ќе напоменам дека образованието е клучен фактор во развиток на една личност. И треба да искористиме таа можност за образование и за учење најмногу што можеме, затоа што со тоа знаење, со тоа ние да сме запознаени со фактите, и не само во Македонија, туку и надвор, од историја па се до наши некои идни идеи, мора со тоа се да бидеме запознаени, за да можеме да имаме факти и за да можеме да бидеме сплотени, за да можеме да придонесеме до промена. Тоа се е еден голем процес, нели? Задоволна ли си од квалитетот на образованието во нашата држава и дали можеби размислуваш да продолжиш со мастер надвор некаде? Какви се твоите планови? Па морам да признам дека не сум 100% задоволна. Би сакала да има повеќе, да кажам, ажурност во тоа, повеќе некои активности кои што, да кажам, ќе ја привлечат младината да почне да учи, да почне да се интересира, да не биде учењето само тоа што ни е наложено да учиме, само тоа да го учиме, затоа што тоа е ограничено. А знаењето, образованието е неограничено. Можеме да учиме колку сакаме, да учиме, нели, како што кажуваат, додека сме живи. И да, би можеле да се придонесат до некои промени. Но ете, јас сум задоволна. Треба да се крене свеста на, например, на моите соученици, колеги, за тоа да почнат сами да истражуваат некои факти, сами да се интересираат. Колкава е групата? На моите колеги? Да, на тој факултет. Па, значително помало од што беше порано. Има, мислам дека 200 запишани студенти на правниот факултет. Така што нема голем интерес. Поголем интерес е, нели, на финки, например. Да. И не ми одговори, би сакала да продолжиш некаде надвор, да ги довршиш студии? Јас најпрвин размислував да почнам надвор да студирам, но исто така, да кажам, ми тлееше таа идеја за промена тука, затоа што сметаш ако си овде дека повеќе можеш да влиеш. Да, најубаво е да се остане, нели, во својата држава. Јас мислам тука израснав, тука се развивам, го знам јазикот, имам пријатели, имам семејство и навистина поубаво и полесно ми е да останам тука. И затоа одлучив тука да ги почнам моите студии и, нели, да ги завршам. Имам идеи за студирање надвор, но ќе видиме. Тука има многу квалитетни професори, од кои што може многу да се научи и јас би сакала да го искористам тоа. И многу примери во секојдневниот живот, преку кои што може да се од секакви примери се учи, да. Да се стекнува некој вид на пракса, која што можеби ќе се воспостави во иднина, нели, за да се преминува во правото. Океј, но ме интересира, колку имаш време, колку би се посветила и во иднина на моделството? Имаш ли некоја друга цел? Па, со моделството, јас се уште стојам при тој став.
не би го ставала во преден план. Сепак ќе остане како хоби. Сепак ќе остане како хоби. Навистина може за некој човек да се дознае најмногу преку таков вид, да кажам, на експонирање. Еве јас да кажам да се пофалам, имав еден преубав проект сега со Fashion Group и навистина толку професионален тим, толку убаво искуство. Еве искочев и на билборд и тоа е многу убаво, но сепак правото го ставам во преден план. Јас ги балансирам двете работи, не запоставувам едно или друго, ги балансирам двете работи. Колку тешко се влегува во тој свет? Еве, што би им порачала на сите оние мали, млади девојчиња кои што би сакале да се одлучат пред се да се занимаваат со моделството? Би им порачала да добро да го размислат тоа, затоа што таа професија е многу захтевна професија од секаков аспект. Тој, да кажам, таа пресија за како се изгледа, нели, тоа е првенствено најважното, како човекот изгледа, тоа да го негува, да го третира, нели? Но целиот тој свет е тежок. Тоа е тешка професија и ако навистина не уживаат во неа, тогаш не би требало да се занимаваат со тоа. Јас еве уживам во моделството и јас го имам најубавото искуство. И од моделството, еве сега и од изборот за убавина, тоа нели две многу различни работи, но треба да кажам со резерва да се влегува во таа професија, но потребна е љубовта, потребна е посветеноста во секоја професија, еве дури и во правото. Ако некој не го сака правото, ќе му биде тешко, или па еве и со моделството. Така да посветеност, работа, тоа е многу битно. Сепак некој вид на жртва треба да се даде. Нормално, да. Да се исполнат некои критериуми за да можеш да учествуваш на ваков вид на избори и така натаму. Колку ти внимаваш на сето тоа? Дали тоа едноставно со тоа си родена, нормално, како природна убавина, која што ја поседуваш, која што ти е дадена и од Бога, може да се каже, нели? Да. Но колку е важно да се внимава и на самата исхрана, на тренинзи, на целокупното физичко стање. Важно е за самиот човек е важно. Мислам, јас еве за себе ќе кажам, кога ќе се облечам убаво, ќе се нашминкам, ќе јадам здраво, ќе се прошетам, целиот тој здрав живот мене ме прави подобро да се чувствувам. Да, од надвор исто така изгледа подобро, така што тоа не е ништо штетно. Јас би порачала сите да внимаваат на себе, затоа што е тоа нега на своето тело. И тоа е многу битно за самиот себе, не само за моделството. За моделството е тоа ставено во преден план, нели, изгледот. Добро, си пак треба да исполниш некој критериум, да, нели? за тоа нормално, да. Одредена килажа и така натаму, обем. Да, токму така. Така што јас, еве да кажам, не сум обседната со тоа, туку го правам за некое свое здравје и за свое кревање на самодоверба. Значи, уживаш во тие пропорции кои што се потребни за самоучество на избор, нели? За убавина. Која би била твојата порака со оглед на тоа дека имаш многу повисока цел, поседуваш, нели, убавина, поседуваш знаење, се посвети нели, на правото, сакаш да се видиш себе си како успешен адвокат, судија или што и да е војнина, се уште немаше одлучено, која би била твојата порака, која што сакаш да биде слушната од целата наша држава, си имала таква прилика да го кажеш тоа на светска сцена, еве сега која би била од овде од оваа студија? Треба човекот да тргне од самиот себе, нели, биди промената што сакаш да ја видиш. Тоа е многу, да кажем, една важна изрека, затоа што треба човекот да тргне од самиот себе, да биде најдобрата верзија од себе, и потоа, нели, со таа цел и волја за промена кон општеството, до некоја нели, широка промена,
треба да придонесе со тоа како една оформена личност со некоја идеја, личност со некоја порака, да придонесе кон подобрување на општеството. Така што да, тоа е многу битно. Тоа би било твојата порака, да. Тоа би била мојата порака, да, и исто така како што кажав, сплотеноста. Сплотеноста е многу битна. Јас ја доживав нели сплотеноста на поддршката. И тоа ми даде огромна мотивација да продолжам напред. Сплотеноста во било кој аспект, за било што, за било која тема е многу битна. И со тоа се постигнуваат вистински видливи промени. Се надевам дека како генерација ќе успеете да ги направите тие промени, дека ќе бидете многу посплотени од сите претходни, особено во професијата која што ти ја избра. Да. Со која што ќе сакаш да се занимаваш во иднина. Ти благодарам многу за гостувањето во Сител подкаст. Благодарам и вам.